Намалувањето на парите во буџетот за ретки болести ги загрижи пациентите. За нив одлуката е неодговорна и фатална и стравуваат дека може да резултира со недостиг од лекови и терапии. Ова е прв пат да се крати од буџетот, иако бројката на пациенти со ретки дијагнози е зголемена и има нови пациенти кои со години чекаат надеж. Ние сме шокирани затоа што секоја година од 2015 наваму буџетот за ретки болести се зголемува. Ова е прв пат буџетот да биде намален, со оглед на тоа дека бројот на пациентите се зголемува. Бројот на лекови кои се нови и кои им се потребни на нови пациенти, апелираме да се поправи грешката и да не се чекаат ребаланси. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска вели дека за буџетот за пациентите со ретки болести одлучува Министерството за здравство и прашањата треба да се адресираат до ресорниот министер, кој ги одредува приоритетите. Кој што побарал во рамки на лимитот, така му е реализирано. Јас не можам да одговарам на прашањата зошто на пример е скратено ретки болести. Приоритетите на министрите ги одлучуваат сами. Ние како Министерство за финансии делиме лимити. Секој сам во рамки на своите лимити ќе одлучува што е негов приоритет. Министерството за здравство пак тврди и покрај измените во буџетот нема да има недостиг и проблеми со достапноста до терапии. Националната стратегија за ретки болести за периодот 2026-2030 година е подготвена и се наоѓа во административна процедура, а во тек е изработка на акциониот план за периодот 2026-2028 со цел системско планирање на активностите и креирање одржливи политики за пациенти со ретки болести. Финансирањето на здравствените услуги за пациентите со ретки болести не се обезбедува исклучиво преку основната програма ставки, туку се надополнува и со средства од посебни законски извори. Според статистиките, во Македонија има над 1000 лица со ретки болести.